Човекот кој што прв пат ги собрал сите тие снимени разговори да ги даде некому, е тој што ние се надеваме еден ден ќе можеме и ова движење да го наречеме по него. Не знам кој е се уште, се надевам ќе то знаеме и ќе можеме да го славиме како вистински прв укажувач во Македонија кој што собра храброст да ни каже на сите што се случувало. Прашањето кој судиите го поставија дали смеат да се користат тие, не знаеа да го стават наспроти прашањето на јавниот интерес. А денеска секој суд или институција која што разбира ќе ви каже нема тајна во објавените информации доколку за тоа постои висок јавен интерес. А за она што го работи специјалното јавно обвинителство постои висок јавен интерес. И ние мораме да се избориме сето тоа што тие го поседуваат да може да се користи како доказ. Имаме еден од најдобрите закони за заштита на укажувачи од сите кои што ги познава. Она што ни недостасува и за што мораме сите заедно да работиме е да ги натераме институциите да го применат. На 8 март минатата година стапи законот во сила. Денеска на прсти се бројат институциите кои што постапиле по законот, односно кои што воспоставиле внатрешен систем за пријавување, а да не зборуваме за најповиканите, антикорупцијска комисија, обвинителството, МВР и омбудсманот, кои што треба да обезбедат канал за надворешно. Ко не сакам да пријавам во мојата институција, ќе одам да пријавам таму. Меѓутоа ние се уште сме со закон кој што нема никаква сила.